Добре дојдовте на ново едујно видео упатство. Моето име е Игор Богдановски и ќе ве водам низ истото. Во наредните неколку минути ќе имате можност да проследите уште едно од серијата на видеа креирани да го поддржат процесот на онлайн настава. Се надевам ќе имаме можност да научиме нешто ново и да го продлабочиме вашето знаење. Целите на ова видео упатство, кое да потсетам, представува продолжение на едно од претходните видеа упатства кои што ги имавме се следните. Опште подесување на квизот. Во овој дел ќе се запознаеме со поставување на името на квизот, како и категоријата во која што ќе се зачуваат сите квизови. Ќе го поставиме описот на квизот, како и јазикот на кој што ќе е поставен квизот. Потоа, наредна цел ќе биде управување со прашања, при тоа во овој дел ќе се потсетиме дека како се додаваат прашања, односно ќе напоменеме и практично ќе покажеме дека може да се креираат 6 видови на прашања, при тоа имаме можност на поставување и напредни математички формули како во прашање, така и одговор. Креирање на категории на прашања, определување на поени за секое прашање, при тоа можен избор и на негативни поени за погрешни одговори и за далемно точни одговори. Исто така во овој дел имаме дополнителни подесувања како и во поголем дел од опциите. Потоа ќе се задржиме на креирање на тест или на тестови. При тоа тестовите може да бидат автоматски креирани, со случајен избор на прашање од категориите со прашање, кои што претходно ќе ги креираме. Исто така можеме да креираме мануелно тестови или повеќе од еднаш. Ќе видиме тоа како практично се прави. Исто така имаме тука и дополнителни подесувања. Потоа ќе креираме почетната страна на која што ќе се наоѓаат инструкциите за учениците, како и почетниот формулар за лични или други податоци. Да напоменам тука дека штом ќе го решаваме тестот со Microsoft Teams, овој дел за учениците воопшто нема да биде потребен, затоа што ќе биде впишан автоматски. Оценување на повратни информации, во оваа цел ќе се запознаеме со пораката што ќе добијат сите ученици на крајот од тестот, ќе го направиме критериумот за оценување, кој што може да биде положи или не положи, со зададен праг за полагање, како и ќе можеме да креираме скала за оценување, која мануелно ќе ја подесиме. Исто така, тука ќе ги видиме информациите кои ќе ги добијат учениците за времето и начинот на кој ќе го добијат. А потоа ќе разгледаме како наставникот ќе ги добие резултатите од сите ученици. Потоа, предпоследна цел што ќе разгледаме е подесување на времето, која се однесува за времетраење на тестот, како времето потребно за завршување на целиот тест или временското ограничување на секое прашање поединечно. Тука ќе се запознаеме со опциите за активирање на тестот, која што може да биде мануелна активација, која во случајот ќе трае 24 месеци или активација во точно определен период, и во овој дел имаме некои дополнителни подесувања. Како последна цел, пред да го активираме тестот, ќе биде да определиме како ќе се пристапи до тестот. Ние ќе пристапиме на тестот преку Microsoft Teams, но исто така ќе напомнеме дека постојат и други начини да се пристапи на тестот. Тука ќе определиме колку пати еден ист ученик може да го решава тестот и ќе ја разгледаме сите можности што се на располагање за користење на технологијата на прокторирање. А потоа и ќе го активираме тестот. А откако ќе го активираме тестот, ќе наблюдуваме како тој се решава од страна на учениците, а откако учениците ќе го решат тестот, ќе ги разгледаме резултатите од тестот и статистиката на тестот, и при тоа ќе покажеме како наставникот може да го оцени одговорот на дескриптивното прашање од страна на учениците. Исто така, тука ќе напоменеме како може да се направи промена во критериумот на оценување. Како што можете да забележите, имаме голем број на цели кои што треба да ги реализираме, па да започнеме со практична демонстрација како тоа се прави. Како што можете да забележите, сега се наоѓаме во прозорецот на Microsoft Teams и како што зборувавме во претходното видео, во левата страна ќе го најдеме делот Тест портал. Ако тој дел го немате, кликнувате на трите точки и во делот Find an Application го запишувате името Тест портал и го избирате од понудените опции.
Бидејќи ние го поставивме од левата страна, го избираме тоа поле и ни се отвора делот со сите наши тестови. А како што зборувавме во претходното видео, го активиравме еден пробен тест, но сега ќе разгледаме подетално како ќе додадеме прашање во еден тест. Јас сега ќе изберам веќе креиран тест и ги добивам информациите на тестот. Забележувате дека сега и овој тест е 100% готов, но ние сега ќе го доуредиме креирајќи дополнителни прашања во него. Во делот за општи подесувања, забележувате го имам името на тестот, кое што можеме да го промениме и категоријата во која што се наоѓаат сите прашања од овој тест. При тоа, многу е битно да запомниме дека во оваа категорија, или ако креираме друга категорија, ќе се зачувуваат сите тестови креирани со прашањата од овој тест. Потоа запишуваме опис на тестот и јазикот на кој што го правиме тестот. Откако ќе ги направиме подесувањата, кликнуваме на Save да ги зачуваме сите претходни измени. Потоа одиме во делот за Question Manager да ги видиме прашањата. Јас за почеток претходно направив 10 прашања во 3 различни категории, тоест во 2 различни категории, и пред да додадам наредно прашање, сега ќе креираме трета категорија. Еве да видите, имаме сега 2 категории претходно креирани. Едната категорија е ниво на примена на помнење и разбирање и примена на помнење и разбирање. Тоа се задачи од ниво на помнење и разбирање и задачи од примена на помнење и разбирање. Сега јас ќе додадам нова категорија, например задачи плюс, кои што всушност би били и некои потешки задачи. Ја додавам категоријата, како што забележувате, сега имаме 3 категории на задачи. Откако ги додадовме овие 3 категории, може да додадеме и повеќе. Ако сакаме да избришиме некоја од категориите, кликнувате на квадратчето пред името и кликнувате на корпата за отпадоци и автоматски ја бришите. Бидејќи сега ние не сакаме другото. Одиме, се враќаме назад во делот за прашање. Забележувате дека од десната страна ние моментално ја гледаме целата содржина, но ако сакате можеме да промениме дали ќе ја гледаме целата содржина ќе биде како листа прикажана по содржина или пак одредена како листа или пак ниво на помнење и разбирање. Сите прашања што се од тоа ниво, забележувате, во тоа ниво имам креирано 5 прашања. Потоа имаме во примена на помнење и разбирање, тоа се 6, 7, 8, 9 и 10 и тука имаме 5 вида на прашање, но јас ќе изберам All Content за да ги гледаме сите прашања. Сега јас ќе додадам по едно прашање во секоја од категориите. Кликнуваме на опцијата за додавање ново прашање и добивме ново прозорец во кој што ќе го пишуваме прашањето. Например, сега во овој дел јас ќе го креирам следното прашање, имам претходно креирано, па сега ќе се обидам да го копирам прашањето за да добиеме во време. Прашањето е следно: на еден тас од вага, сега ќе го забележите, бидејќи е креирано во Word, само ќе го копирам, на едниот тас од вага се ставени 2 тули, а на другиот тас, провериме, сега ќе заизбериме формула, имаме на другиот тас 1,1/2, значи имаме дропка. Сега да видиме каде се дропките, овдека не треба да биде, туку треба да биде 1,5. Да видиме дали ќе ја најдеме. Че немаме, ќе мора да ја запишеме дропката како 1,5. 1,1/2 тула, кликниме на Save, 1,1/2 тула и 1,5 кг. И 1,5 кг. 5 кг. И ја кликнеме на Save. Забележувате зошто го пишувам ова како формула. Ако запишам 1,5 кг, забележувате дека колку се разликува записот и не е баш математички правилно запишен.
А ако вагата е во равнотежа, тогаш колку грамови тежи една тула? Ова е задачата. И при тоа во категоријата ќе изберам дека ова е во задача плюс, значи во потешките задачи, а од кој вид е прашањето, бидејќи сакам сега учениците да образложат како го добиле, ова ќе го изберам да биде дескриптивно, во која што учениците ќе образложат во максимум 200 зборови како го добиле решението на оваа задача. При тоа задача ќе носи 15 поени и еве ќе зголемам не до 200, ќе даме на пример 500 зборови. При тоа имаме три опции. Во првата опција што е приклучена е да се прикаже максималниот можен број на поени. Ако е приклучена втората опција, а таа ни го принудува ученикот кога ќе го одговори ова прашање да го одговори првиот пат кога ќе му се отвори прашањето, а во последната опција е да се заврши тестот ако ова прашање биде погрешно одговорено. Овие две опции не ги приклучувам. И кликнувате на Save или пак на Save и Add Next. Јас ќе кликнам зачувајте и додадете ново прашање. Сега ќе креираме уште едно прашање. Например, тоа ќе биде следното прашање. Растојанието меѓу местата А и Б изнесува, сега ќе напишеме формула, изнесува 300 км. Ќе кликнеме на Save. Местото Б е на половина пат меѓу местото А и Б. Колку дециметри растојанието меѓу местата Б и В на карта изработена во размер 1 спрема, че размерот е 1 спрема 500.000. Да провериме. Да, 1 спрема 500.000. Исто така, ќе избериме категоријата во која што го зачуваме ова прашање. Ако сакате да го украсите прашањето, многу често е да прикачите и слика, ќе кликнете во делот Browse for an image и ќе изберам, например, еве слика, во која што има растојание, ќе ги добиете информациите, забележите дека размерот на сликата е заклучен, па ако промените една од димензиите, автоматски ќе биде променета и другата. Доколку димензиите се големи, вие слободно можете да ги намалите. Можете да додавате и опис на сликата доколку сакате и кликнувате на Next. И сликата ќе се појави во самото прашање. Сега овој вид на одговор може јас ќе го направам да биде single choice, значи еден точен од повеќе понудени одговори. Ќе кликнам на опцијата Add an answer и ќе изберам тоа да биде точниот одговор, а точниот одговор на оваа задача е 3 дециметри. Кликнам Save и овој одговор е зачуван. Потоа ќе додадам друг одговор кој што ќе биде погрешен и овдека ќе пишам 3 cm. Потоа ќе додадам уште еден одговор кој што ќе биде 3 метри. Ќе додадам уште еден одговор кој што ќе биде 3 мм, 30 мм. Еве 300 метри. Или пак, ајде, додававме 4 доволно. Може да си правите што сакате овдека. Потоа во делот за подесување на поените, колку поени ќе добиеме за овој одговор, ќе изберам 15, а колку поени за погрешен одговор, еве ќе изберам -5 и останатите опции се идентични. Ќе кликнам Save и Add New. Сега ќе додадем уште едно прашање. Например, следното прашање. Еве, например, вкупно 20 литри, 20 литри се преточени во 38 шишиња. Бидејќи бројка може да го запишеме, ама ќе ги искористиме формулите. 38 шишиња, од кои неколку се со зафатнина од, провериме во текстот, со зафатнина од 800 мл.
ќе креираме повторно како формула 800 мл, а преостанатите се за сафатнина од 750 мл. Колку шишиња имаме од секој вид? Бидејќи ова прашање исто така од задача плюс, и сега во овој опис можеме да напишеме да биде опцијата краток одговор, но ако избереме опцијата краток одговор, тогаш точниот одговор ќе биде одговорот кој што ќе го запишеме во делот еден answer и учениците мора да го одговорат тој одговор што е запишен. Еве сега само заради демонстрација, овој одговор не е најсоодветниот, но ќе прикажем. Например, ќе избереме 30, бидејќи треба учениците да напишат текст, а при пишување на текстот општо од искуство многу учениците грешат, па затоа јас ќе изберам сега, например, survey, во кој што може во одговорот да запишеме и формула. Значи, ќе запишам сега дека точниот одговор е всушност 30 шишиња од по 800 мл и овој одговор ќе биде 8 поени. Исто така точен одговор ќе биде од вториот одговор 8 шишиња од 750 мл. Значи ќе имаме 8 шишиња од по 750 мл. Забележувате дека секогаш ја користам опцијата за пишување на формули. 8 шишиња по 750 мл. А овие два се точни одговори кои што ќе ги вреднувам по исто по 8 поени. Потоа можам да додадам дополнителни одговори кои што можам сега во случај, бидејќи се видат погрешни, овие се двата точни одговори кои што учениците ќе треба да ги одговорат, но учениците треба да изберат едно од овие одговори, бидејќи треба да изберат само еден точен одговор. Јас ќе го додадам во горниот дел вториот одговор, значи ќе биде 8 шишиња од по 750 мл. Значи 30 шишиња од по 800 мл и 8 шишиња по 750 мл. Сега во вториот дел ќе запишем обратно. 8 шишиња од по 800 мл и 30 шишиња од по 750 мл. Сега ќе додадам произволен број, што ќе биде, например, 24 од по 800 мл и до 38 остануваат 14 од по 750 мл. Сега доволно, забележувате дека овој беше точниот одговор и ќе избериме, например,
15 поени. Ова беше погрешен одговор, ќе избериме минус 5 и овој одговор е минус 5 поени. Исто така можеме да подесуваме и на крај ќе кликнеме Save and Next. И како последно прашање што ќе го додадеме, ќе го искористиме следното. Исто така ќе биде дескриптивно во кое што учениците ќе треба да одговорат. Еве, тоа е следното прашање. При правење на овошен коктел се искористени 0,35 литри, ќе запишеме, 0,35 литри вода, потоа 0,25 литри сок од јаболка, 0,125 литри, 0,125 литри, ова е сок од морков, 0,2 литри сок од лимон, литри, еве сок од лимон и 0,45 литри сок од малина. Прашањето на задачата е колку чаши од по 125 мл чаши од, дека не се копираат формулите, па ќе мора да ги препишам, 125 мл може да се наполнат со направениот овошен коктел. Ова прашање е во прашање примена на помнење и разбирање и ќе избериме дека е, например, краток одговор, да прикажам некои од опциите што се во краток одговор. Точниот одговор е 11 чаши. Значи, ќе пишам без многу текст, 11, и за овој одговор учениците ќе добијат 5 поени. 12 чаши ќе добијат минус 2 поени. 13 чаши, значи минус 3 поени. Пример 10 чаши, минус 3 поени. Сите да бидат, например, може различно, значи напишам сега сите да бидат исти, ќе да дадам уште еден. 10, 11, 12, 13, еве, например, 14, минус 3 поени. Сега забележувате, имаме максимален број на одговори од страна на ученикот. Сега јас ќе наместам дека ученикот може 3 пати да одговори. Тоа значи дека најмногу може да освои едно точно и 2 грешни, че ова е во случајот, а максимален број на поени во случајот би било минус 1. Затоа што ако погоди е точно, а ако промарши е минус 6, би било минус 1 поен. И ќе кликнеме на Save. Доколку сгрешите во одредена ситуација, еве како јас во случајот, сега имаме меѓу 1 и минус 1, значи грешно напишав во пресметките, ајде, например, да видиме 1, ствари минус 1 е тоа, грешно собра во случајот. Ајде да видиме, ако се 3 одговори, да, ајде да напишеме, например, сега 1, имаме грешка, ајде вака ќе направиме, ќе напишеме дека е 2, одговори 2 пати, за да не пресметуваме, ќе биде максимум 2, еден точен и еден грешен одговор. И сега е прифатено решението. На тој начин ги креиравме сите прашања на нашиот тест. Откако сме готови со целиот тест, можеме да ги прегледаме прашањата што се креирани во тестот. Бележувате дека имаме креирано 14 прашања. Одиме во вториот дел, креирање на множество на тестови. Во овој дел е автоматско подесување на тестовите. Првата опција е да се фиксира редоследот на прашањата и одговорите, како што се дефинирани во претходниот
дел при креирањето. Втората опција е да се рандомизираат, измеша редоследот на прашањата и на одговорите. При тоа да се изберат прашањата, да се излечат од банката на општи прашања колку вие определувате. На почетокот во овој дел немаме во општата банка ништо. Потоа од 5 прашања сакам компјутерот автоматски да ми излечи 2, а во втората категорија примена на помнење и разбирање да биде 2 и 2 од 3 задачи во задачите плюс. На овој начин нашиот тест ќе има 6 прашања. Доколку сакате, сега можеме и мануелно да го конфигурираме за да ги прикажам опциите. При тоа имаме две можности. По првата да креираме ново множество, на тој начин што мануелно ќе си ги избериме прашањата што ги сакаме од листата, сега не внимавам, и кликнувам Add Selected и веќе ги додаваме прашањата. При тоа имаме опција да се измешаат прашањата и да се измешаат одговорите. Значи на овој дел, дали сакаме да зачуваме, јас ќе кликнам да го зачуваме овој дел. Значи редоследот на прашањата добивме информација дека е веќе измешан. На овој начин ние направивме тест во кој што имаме 5 прашања од сите претходни прашања. Забележувате горе имате легендата за да знаете од кој вид е прашањето. Можеме да кликнеме на Save или веќе да кликнеме на Cancel. Бидејќи веќе е креирано, сега сакам за да ги објаснам другите опции, ќе кликнам на Cancel во овој дел. Забележувате дека имаме група А, прв тест, во кој што имаме 5 прашања и максималниот број поени е 37. Можеме да го измениме, да го уредиме, можеме и да го прегледаме тестот. Еве ги прашањата што се избрани на тестот и можеме да ги прегледаме. Тестот што е за група А. Ќе го затвориме прегледот. Можеме и да го испечатиме тестот. Например, еве сега како ќе изгледа страната со текстот. Ако кликнам на Download, опцијата се даунлодира. Ја ќе ви прикажам како изгледа тестот даунлодиран. Еве го тестот што се генерира од самиот тест портал во книжна верзија, доколку сакаме да го споделиме со учениците. Можеме исто така да го отстраниме. Исто така, можеме да го користиме делот за генерирање на повеќе тестови одеднаш. Например, сега можеме да избериме дека сакаме да ми се генерираат 4 групи на тестови и при тоа да се изберат сите прашања или да се рандомизираат, така што сакам да се изберат рандом, например, 6 прашања, да се измешаат прашањата од секое множество и да се измешаат одговорите. Ќе кликнам на Generate и автоматски мене ми се генерираат наредни 4. На тој начин јас добив 5 групи на тестови. При тоа секоја од групите можам да ја разгледувам на истиот начин како претходно. На тој начин, видите колку брзо креирав 5 различни групи на тестови со различен број на поени. Но, сега ќе се вратам назад, ќе го онеспособам овој мод и ќе изберам, како што се договоривме на почетокот, по 2 прашања од секој од опциите, тоа да биде автоматски, или ќе ми треба еден тест. Потоа ќе уредиме почетната страна. Јас претходно имав уредена оваа страна на која што ги ставате општите информации за учениците. Јас ќе напишам дека тука на тестот ќе имате да одговорите 6 прашања. Не брзајте. За нив ќе имате на располагање 30 минути. И сега го пиша времето, затоа што ќе го подесиме после и така да биде. Можеме да го задебелиме ако сакаме овој дел. Можеме да го направиме италик и така натаму. Можеме да го напишеме во боја доколку сакаме и така натаму. Потоа имаме да подесиме полиња што ќе ги пишуваат учениците. Ова е полето со името и презимето. Бидејќи ние ќе го решаваме тестот во Microsoft Teams, овие полиња автоматски ќе бидат испишани од учениците. Но ако сакате, можете да си додадете собствени полиња
особено ќе го изберите името на училиштето, но доколку сакате, бидејќи го работиме на Microsoft Teams, ова нема потреба да го правите. Потоа, ќе одиме во делот за оценување на учениците и какво се завршните податоци. Во овој дел информацијата што ќе добијат учениците откако ќе го решат тестот. Значи јас би напишал: ви благодарам што успешно го решивте тестот. Се надевам дека успешно го совладавте материјалот. Потоа забележувате дека под оваа порака имаме, ако ја вклучиме оваа опција, кога ќе заврши ученикот, можеме да напишеме одредена веб страна кон која што ученикот треба да појде, ако доколку тоа го сакаме. Потоа имаме критериуми за оценување. Забележувате дека во овој случај е вклучена опцијата за делот положи или не положи. 50% е за положи. Ние можеме да го направиме, например, 33 задоволен двојка, за да биде тестот задоволително решен, или да креираме наш критериум за оценување. Можеме да пишеме оценки и дескриптивни оценки, тоа и ќе го направиме. Например, во проценти ќе биде, ќе додаваме од 0 до 33% е недоволен еден. Значи забележувате дека имаме 15 карактери за да го запишеме описот и можеме сега да опишеме тука што всушност подразбираме по недоволен еден. Потоа ќе додадеме друг дел, тоа е од 33 до 50%. Тоа е доволен 2, потоа повторно описот, ќе додадеме друг од 50 до, еве например, 68%, ќе биде добар 3. Потоа ќе додадеме уште еден дел, тоа е од 68 до 80 и колку ќе дојде? 85%. Многу добар. 4 и ќе додадеме уште еден дел од 85 до 100%, одличен 5. Напомнувам дека во овој дел особено многу е битно за помалите ученици, каде што можеби процентите може да бидат и во поинаков распоред, но да ставите многу е добро дескриптивен опис, односно да ја опишите оценката што ја пишуват. Информациите за одговорите, забележувате дека учениците ќе добијат оценката, дескриптивната оценка, но ако сакате, ако е наместен тестот за учење или за формативно оценување, тогаш добро е да ги видат и резултатите на прашањата и да научат од сопствените грешки, но ако е тест, тоа не е баш така препорачлива опција. Опцијата за положил или не положил може да биде приклучена и ова се пораките што учениците ќе ги добијат за нивните делови во кој случај кога ќе го положи тестот или кога нема да го положи тестот. Разбира, можете да ги промените тука. Сега ќе напишам, ќе сменам бојата во црвена и така натаму. Можете да го информирате ученикот по мејл за неговите резултати, но исто така не е многу добро, затоа што во мејлот ќе ги добие и резултатите од прашањата, па затоа ова опција подобро да не биде приклучена, откако тоа може да се направи откако ќе заврши тестот, па потоа се приклучи за учениците да ги добијат. Ова е како наставникот ќе ги добива, дали ќе добие еден мејл за еден одговор на учениците или ќе ги добие сите одговори одеднаш. Ќе кликнеме на Save и направивме некоја грешка, само да видам во процентите. Опис. Сега ќе ја копирам уште еднаш. Ќе мора да имаме опис.
ќе ја копираме уште еднаш. Може би горе требаше да стои само бројката, оценката 4, ама ајде. Забележувате дека ако направите грешка, ќе ве опомени самиот систем. Забележувате дека опции промените се снимени и веќе тестот односно скалата е поставена. Потоа да ги подесиме уште времето. Нема да го лимитираме секое време прашање посебно, затоа што ако оваа опција е приклучена, не можеме учениците да дозволиме додат од прашање на прашање. За таа цел ќе изберам дека учениците имаат на решавање 30 минути, како што запишав на почетокот, ќе го потврдам тоа. Потоа имаме мануелна активација или активација во одреден период. Ја сега ќе изберам мануелна активација. Изборот на времето се прави со календар, каде што се бира датумот, месецот и така натаму. Ќе изберам мануелна активација и да се дозволи учениците да преминуваат од прво на 6 прашање. Ќе ги зачувам сите подесувања и овие подесувања се зачувани. Сега можеме и да го активираме, но го скокнав делот пристап до тестот. Забележувате дека тестот, освен со Microsoft Teams, може да се пристапи на било кој начин. Учениците доволно да го имаат овој линк или пак да му креирате посебен код со кој што ќе го решаваат, но овие опции сега ние нема да ги користиме, туку ќе го користиме Microsoft Teams. При тоа бирате колку пати може ученикот да го решава тестот, ако е за сумативно оценување еднаш, но ако е за формативно оценување, односно за учење, можете колку сакате пати да поставите. Еве ги опциите за прокторирање на тестот. При тоа прокторирањето или наблюдувањето на тестот во моментов е исклучена сета опција. Ако приклучам само опомени, тогаш учениците ќе добиваат опомени за нивното напуштање. Ако кликнам на овој дел, и еве ги опциите што се прикажани, што ќе се случи, какви опомени. Забележувате, имаме број 0. Но ако кликнам вклучување на опоменување, јас ќе напишам дека ученикот треба да биде опоменет 3 пати, пошто тестот автоматски ќе му биде затворен. Ако кликнам сега на Save, сите опции се зачувани. Исто така, многу е битно да напомнам дека овде имаме краток туторијал како да се започне тестот. Забележувате, се оди во тимот, се става во плюсот за да се користи таб, се избира тест портал и тестот се поставува. Сега ние треба да направиме само да го активираме тестот. Дали сум сигурен дека сакам да го активирам? Да, сигурен сум. Тестот е веќе активиран. Сега овој тест е активиран, за да проверам, односно да го наместам во моје оделение, ќе појдам во Microsoft Teams, ќе појдам во 7.5, ќе кликнам на плюс, ќе го изберам тест портал како во видеоупатството, ќе го изберам тестот што е активен и ќе кликнам на Save. На тој начин, еве го тестот и јас можам сега да го решавам. Но јас сега во положение ќе прикажам како изгледа ученик да го решава овој тест, односно целта ми е како наставникот го наблюдува решавањето на тестот од страна на ученикот. За таа цел јас ќе кликнам на тест портал, ќе кликнам во делот на тест, но сега забележувате ми се возможни опциите за прогресот на тестот, за напредокот, како и за резултатите. Сега, јас ќе се логирам како ученик. Еве сум логиран како ученик, ќе појдам во Microsoft Teams. Забележувате дека има информација, дека имаме 3 нови табови и еве го тестот што ученикот треба да го решава. Ќе продолжам со Microsoft Teams, еве ја пораката што ученикот ја добива и еве го тестот. Сега ќе ви прикажам што во исто време гледа и наставникот. Значи, левиот прозорец е прозорецот на наставникот, а десниот прозорец е прозорецот на ученикот што ќе го решава тестот. Јас ќе кликнувам опцијата за наблюдување на тестот и сега ќе се обидам да гледам што ќе решаваат учениците. Например, сега забележувате името и презимето на ученикот се веќе впишани, па нема потреба да пишува, го прочитува упатството што му е дадено
и кликнуваме на старт. При тоа го забележувате одговорот на ученикот и овдека сега можеме да го наблюдуваме ученикот. Забележите дека добив информација дека ученикот беше опоменат затоа што излезе од прозорец. Запомнете дека имаме 3 вакви обиди. Бидејќи јас ги имам решенијата на задачите, еве втори обид, сега ќе се обидам до крајот да не одговорам. Например, сега ќе изберам решение да се вара до најблизок центиметар, например 1,1, запирка, еве, например 58, напирка 6 центиметри. На брзина ќе ги одговарам. Одам на наредно прашање. Например, ова со тулите беше, ќе земам 25, например, грамови. Одам на наредно прашање, забележувате дека ученикот се променуваат. Мерната единица ќе додадам одговор, например, овдека 12 грама, например, дециметри. Ќе одам на наредно прашање. Например, ќе изберам кој од овие е точното. Мислам дека ова беше точно. Овдека беа еднакви, мислам дека се тие. Забележувате дека ученикот резултатите автоматски се пишуваат кај него, заокружен на најблизок центиметар, милиметри, дециметри, центиметри, значи ова е 1,1. Мислам дека е тоа решението. И последното прашање. Пример, втората кутија и го завршуваме тестот. Забележувате дека од левата страна се намерно ќе поминам, затоа што може да го затвори тестот, дојде ученикот го реши, горе имате време колку го решавал. Сега ќе појдеме кај да видиме како тоа изгледа во presentation mode кај ученикот. Еве го, гледаме дека ученикот реши 7 и колкав му е моменталниот резултат на ученикот. Сега ќе го зголемам во целосен екран да видите како изгледа, дека може да се прикажат сите, можеме да го гледаме ученикот како го решава, да се вратиме назад во овој дел. Можеме да ја прилагодиме табелата, што да биде видено за време на тестот и така натаму и така натаму. Сега ќе се вратам кај ученикот и ќе го затвориме тестот. Значи, на крајот еве пораката што ја доби ученикот. На овој начин, ученикот го реши тестот и сега ние можеме да ги видиме резултатите. Еве ги резултатите на ученикот, кои што може да се даунлодираат. Избраните, ако ги избира, може да се изберат. Можеме да филтрираме по име и презиме, ако се повеќе и така натаму. Забележете дека го имаме по облик, по вид, по категорија, поените што се, можеме да направиме различни подесувања. Ако избериме, например, статистиката, можеме да разгледаме најразлични податоци, еве како биле одговорите на прашањата што биле на така натаму. Овдека имаме, дали имаме прашање кое што треба да биде определено дескриптивно. Во овој дел забележувате дека ученикот требало да напише собствен одговор на ова, но ученикот не напишал никаков одговор и можеме ние мануелно да го одговориме доколку сакаме. Забележете дека имаме опции да ја гледаме сликата, да ја зголемиме сликата што беше внатре. Тоа е една од опциите што ни стојат на располагање. Можеме да ги промениме критериумите доколку сакаме, што однапред сме ги дале. Откако ќе завршиме со се, веќе немаме ништо затоа што тестот е веќе завршен. Откако сме прегледале се, можеме секогаш ова да го видиме. Јас ќе кликнам само End тест и тестот е веќе затворен. Забележете дека имаме еден резултат. Можеме сега да го видиме уште еднаш, затоа што претходно тестот не беше затворен. Или пак можеме да ги видиме статистиката во врска со тест. Можеме да ги промениме, можеме да ги промениме и датумите и така натаму. На тој начин прикажавме како се креира и како се реализира еден тест во тест портал.